Слушаме ли по пуштините на стомана звучници? Ајде. Здраво сите, добро дојдовте во ново видео. Денеска е ладно. Денеска е много ладно. Ама јас сум спремен со две раце, со джемпери, со јакна и со капа и со позитивна енергија да ме грее. Ја знае тоа нареченица љубовта ме грее, ама дуксер си е дуксер. Джемпер си е джемпер, као што джемпери и ракавици греат, ништо не грее. Сте приметили дека секој ден кога излезам од оваа врата, секој ден нешто зборам за температурата. Си ги гледам влоговите и го примотив тоа. Аман бе. Добро де, ајде, свативме, ладно е. Океј, заврши шегата, доста е. Ајде, доста е, прекини сега. Секојаш кога е вака ладно, се потсекам на Кока-Кола. Зашто секојаш во зима има многу интересни реклами. Стално со Дедо Мразовци со глупости. И цело време сега Кока-Кола на ладно ме асоцира. Што не е баш добар маркетинг за нив. Али ладно е добар тренинг, еј. Мораш да трчаш за побрзо да стигнеш до другата локација. А не, по скали веќе не трчам. Еднаш се истепав одека по скали. Лом се направив и раце и колена и се. По скали се реков не трчам. Земав да трчам, као што трчам секој ден, али онака, за како спорт, не да трчам да се брзам некаде. И викам, ај ке трчам нагоре по скали. Се расцепав на овие скали. Не да се расцепав. Ен, два, три, ен, два, три. Топло, тамо е топло. Само да топло. Значи, ситуацијата е ваква. Ми помина многу брзо денов, затоа што имам страшно огромни домашни за утре и морав да се посветам на учење. Не ми се лутите, наискрено училиштето ми е прв приоритет, на сите треба да ни училиштето е прв приоритет и морав да се посветам на тоа. Морав цело овој ден да го посветам на тоа и немав некоја опција да снимам, затоа што наискрено бев во соба и учев. Последниве неколку сати учев. Но имам интересни вести. Каналов се ближи до 10.000 сабскрајбери. Као, таа бројка е огромна. И размислов многу за специјал, разгледував ваши коментари и дојдов до решение. Специјалот за 10.000 сабскрајбери ќе биде Омегле дружење. Значи, да објаснам што е Омегле дружење. Омегле или Омегл е сајт на интернет каде што можете вие да поставите хаштаг и ја да поставам хаштаг, сега ќе објаснам што е тоа, и да се видиме на камера, да се дружиме на камера. Боби Джипи мислам дека го имаат направено ова порано, а сигурно и други јутубери. Така што кога ќе се наближи каналов до 10.000 сабскрајбери, тоест кога ќе помине, јас ќе објавам во видео кога ќе биде, како ќе биде, што ќе биде, со детални информации како, за да може да се дружиме, односно да се видите, да зборувам со вас, као момент сакам да зборувам со вас, сакам да ве запознам со вас. И тоа Омегле дружење ќе биде објавено на YouTube. Ќе оставам на тоа и ќе морам да го завршам влогот тука. Ве молам да ми се лутете, затоа што стварно пробувам да ги правам секој ден влоговите, ама некогаш излегуваат вакви работи. Тоест, секогаш излегуваат вакви работи, но морам да внимавам на учењето, морам да бидам константен, не смеам да лизнам и сериозно си го сваќам ова, исто така сериозно си го сваќам YouTube, но морам да правам некој баланс, не ми се лутете. Така што сега за сега Омегле дружење доаѓа на 10.000 сабскрајбери. Фала многу што го гледавте видеово, се надам дека уживавте. Ако уживавте, ставете лайк долу и ако немате станено сега, ставете subscribe. Исто така во description ги има сите мои социјални мрежи као Instagram, Facebook и сегде кај што се глупирам по интернетов. Фала многу што го гледавте видеово и се гледаме утре со ново видео. Чао!